Добро вечер и добре дојдовте во овој отворен појас на отвореното студио 1, некоја минута по 19 часот, термин за разговор или дебата со гостите кои што се овде непосредно пред нашиот централен дневник, кој што знаете почнува во 20 часот. Според најавата која што имавте прилика да ја проследите во текот на денот, во овој дел од студио 1 вечерва моја чест и задоволство е да разговарам со Коста Петров. Добро вечер. Добро вечер, фала на поканата. Добре дојде. Наша прва прилика вака да се дружиме искрено, иако се познаваме, а не сме имале прилика да бидеме соговорник еден на друг јавно. Нашиот најдиректен повод за твоето вечерашно гостување секако евровизиските случувања, оние кои што истите ги следат, а верувам дека многумина ги следа бидејќи беше атрактивно приказна сама за себе. Знаат дека беше дел од тимот кој што ја следеше Тамара и кој што беше со Тамара во Тел Авив. Ти си воедно и коавтор на текстот на песната Proud. Кога велиме коавтор, тоа е заради тоа што има уште еден автор, а тоа е госпоѓата Петрова. Но она што вечерва во овие 20 на минути ќе го зборуваме се онака како што беше најавено, што се крие зад кулисите на евровизискиот спектакл. Освен како, верувам, пријател, добар пријател на Тамара и автор на текстот, секако ги замеша прстите и во она што најдобро го знаеш, а тоа е пиар стратегијата и начинот на комуникација со јавноста. Да. Навистина ова беше едно прекрасно искуство и уште сите што бевме дел од тимот, уште мислам ден денес не можеме да сватиме што навистина се случуваше. Меѓутоа ќе кажам дека успехот наш таму беше резултат на 3 месеци макотрпна работа. Целиот тим, значи ние бевме отприлика 16 на луѓе. Сите максимално верувавме и во Тамара, и во нашиот успех, и кога стигнавме во Тел Авив, не стигнавме подготвени. Не знаевме зашто, сите прогнозиравме топ 10, меѓутоа бевме подготвени за најдоброто. И тоа се случи. Да. Повеќе или помалку на крајот. Се случи, да, иако очекуваме. Никогаш не можеш на Евровизија да очекуваш, нели? Бидејќи знаат да се случат најразлични изненадувања. И баш во тие моменти, во четвртокот особено, кога влеговме во полуфинале, кога бевме првите, мислам онака тоа ни беше опуштање максимално и веќе во сабота бевме и порелаксирани и посамоуверени. Да, со оглед на тоа колку пати не стигнавме до главната вечер, ова ни беше како да сме победиле. Ние во 10 години всушност само еднаш ќе имаме влезено со црно и бело се Калиопи, тогаш сме биле 10-то место, значи на граница да не влеземе. А оваа година сме биле втори. Позади најголемиот фаворит. Што значи овие 3 месеци подготовка на домашен условно терен? Па се работеше на еден начин многу школски и пратејќи ги големите светски трендови. Ние кога започнавме со приказната на одењето на Тамара на Евровизија, уште од стартот знаевме дека сакаме да креираме приказна. И врз база на таа приказна да креираме песна. Ние не започнавме со песна, туку песна да дојде од кога ние дефинираме која е приказната. А приказната е многу едноставна. Тие што ја знаат Тамара, знаат дека со раѓањето на незините деца се менува тотално Тамара како личност и таа сама вели мене кога се роди особено ќерка ми, целосно се променив и токму сакавме тоа да биде на еден начин првата точка во целата приказна. Од каде ќе тргнете. Да, и врз база на таа приказна потоа креиравме песната, потоа спотот и сите приказни што не водеа до самиот настап на Евровизија. Во таа подготовка сега ајде да оставам домашната јавност на страна. Ако зборуваме за тоа што е јавност надвор од нашите граници, која треба да слушне, да ја слушне песната, да го види спотот и така натаму. Дали тука се работеше на посебна некаква стратегија или? Не, всушност главната стратегија беше дефинирање на нашето верување и нашата цел. Нашето верување во проектот беше дека секој треба да го живее животот така како што сака, а целта на целиот проект беше луѓето да ја слават својата големина и својата гордост, да бидат горди на тоа што го постигнало. Штом ги имаме веќе тие елементи, потоа лесно беше да се креира и целата приказна, и медиската стратегија, и локално, и интернационално. Меѓутоа сакаме приказно што сите ќе ја сватат и на свој начин, меѓутоа и пораката ќе си остане иста. Меѓутоа универзална, меѓутоа повторно
да ја перципираш на еден твој индивидуален начин. И сега од оваа перспектива тоа се покажува како вистинскиот рецепт во токму во тој контекст. Подобро е да ја прво имаш стратегијата или планот во глава, па потоа да ти се создаде песната? Видете, тоа најпрво е резултат на огромно истражување. Значи, ние пред што да, кога го започнавме процесот, прво решивме да дознаеме што е всушност Евровизија. Бидејќи Евровизија не е, ние мислиме дека е избор за песна на Евровизија. Да, песната е важна. Меѓутоа, ако погледнете на историјата, Евровизија е место каде што се рушат табуа, каде што различното се слави. Место каде што пред 20 години сме имале транссексуалец што освоил прво место. Значи, Евровизија е многу повеќе од тоа. И токму поради тоа, кога видовме всушност која е целата приказна за Евровизија, решивме и ние да ги следиме тие некои евровизиски правила. Да, ќе имаме одлична песна, меѓутоа сакаме да имаме одлична приказна, а самата песна да биде дел од приказната, меѓутоа да не биде носечкиот фактор во целата приказна. Да, тоа се покажува реално како такво, нели? Баш како што велиш, место на кое што се рушат табуата и не е само избор на песна. Се чини дека оваа година тоа беше и тоа како апгрейдирано и визуелно, Да. тоа што можеше да го видиме преку камерите. Кога е во прашање тоа додворување кон публиката, колку, ајде да речам условно на терен, кога веќе бевте таму, а бевте 2 недели пред самиот настап, колку таму работевте на таа тема? Да. Нас главниот момент ни беше да креираме магија. Кога веќе ја креиравме магијата и кога веќе отидовме таму, правилото беше Тамара да биде достапна за оние медиуми за кои што се важни, меѓутоа да не правиме по 50 интервјуа на ден. Туку добра селекција, меѓутоа да оставиш просто луѓето да чувствуваат магијата, бидејќи ако ти си присутен на 100 интервјуа и луѓето те гледаат тебе секаде, таа магија се губи. Така да главно ни беше да зачуваме таа магија и да дадеме толку информации колку што треба, бидејќи наш главен фокус беше самиот настап. Целата приказна што ја започнавме пред 3 месеци се заврши со настапот и со приказната околу настапот. Претпоставувам дека во тој избор и селекција главната палка ја имаше ти или? Не, Заеднички. Заеднички. Сепак ќе кажам дека се што постигнавме резултат на тимска работа. 16 луѓе кои што, сега да не бидам скромен, меѓутоа сите таму што бевме сме најдобрите во Македонија во тоа што го работиме. Ние 2 недели не се погледнавме лошо, а тама работа да се скараме или да си кажеме некој лош збор. Ние апсолутно сите дишевме во еден здив и кога влеговме ние во полуфиналето во четвртокот, не прославивме. Туку рековме, Тамара сега треба да одмори, бидејќи утре имаме во 10 сабајле проба, пица нешто нарачаме, нешто такво банално, на брзинка јадеме и се отидовме сите во соба. Иначе можеме да славиме до следното утро. Меѓутоа фокусот ни беше, и ова е многу важно, мислам, особено во шоу бизнисот и нешто што го нема во македонскиот шоу бизнис. А тоа значи дека пејачот треба да пее. Пејачот не треба да се секира дали утре ќе стане, дали ќе има вода, кој ќе однесе на аеродром, кој ќе ја земе, што ќе облака, како ќе се шминка, не. Тамара беше таму да пее. И токму поради тој начин на функционирање на работите, таа го даде максимум, ти испеа, мислам дека во животот нема така испеано. Како успеа да ја скротиш Тамара? Па не се работеше за дека јас сум ја скротил, меѓутоа види, ја верувам дека во животот за да успееш треба да бидеш опкружен со вистински луѓе. Кога ги имаш вистинските луѓе околу тебе и кога им веруваш на тие луѓе, Ќе се смениш природно. ќе се смениш природно. И на еден начин, бидејќи ние блиску соработуваме 3 месеци секојдневно се слушаме и така натаму, и таа почна да се адаптира на моето темпо на живење. А тоа се не легнуваш од 9 као ја. Меѓутоа начинот на кој што ја функционирам и таа почна да функционира и целиот тим почнавме да функционираме и стварно создавме една целина на која што сум особено горд, бидејќи сите велеа во Израел дека ние сме најпозитивната делегација. И тоа очигледно донесе екстра поени. Што се криете за тие кулиси? Иако не ти е прв пат да одиш на Евровизија како фестивал, но прв пат ти е да одиш како дел од делегација. Си бил претходно приватно на фестивалот. Но еве сега имаше прилика да ги видиш нештата зад тие
гламурозни сцени и гламурозни настапи на изведувачите. Што виде? Што те изненади? Види, Евровизија е тоа што сакаш ти да биде. Ако ја гледаш као циркус, може да биде најголемиот циркус на свет. Ако ја гледаш за нетворкинг, за градење на контакти, може да биде и тоа. Апсолутно се што може да биде Евровизија е. Меѓутоа, ние таму отидовме со една цел, а таа цел беше да го донесеме најдобривиот евровизиски пласман за нашата земја, особено поради тоа што нели во периодот кога беше избрана Тамара до самото полуфинале, иако имавме многу поддржувачи, бројката на поддржувачи беше многу поголема, мислам дека повеќето мисля дека нема да влеземе во финале и го очекуваат тоа. И на еден начин покажаме дека кога работиш на ваков проект, мора да се дистанцираш од тоа што се случува околу тебе и да се фокусираш на тоа што ти го чувствуваш. А ние во секој момент чувствуваме дека нешто големо ќе се случи. Јас знам и во студио, кога за прв пат Роберт почна да ја свири песната, Тамара вака се најажи и почна да плаче. Кога го пративме текстот, почна да плаче. Ние на пробите во Израел сите плачевме и се зезавме дека кој не плаче, не треба да биде дел од делегацијава. Онака, ти плачеш, ти плачеш, ако не плачеш, губи се. Значи, таква една енергија владееше, дури и Тони, кој што беше коментатор на Евровизија, онака, Тони плачеше, да, добро. Остануваш. Да. Да, добро, таа енергија која што очигледно се покажала како клучна, што се вели. Велиш дека недоразбирања немаше. Она што јас ги имам како информација, а тоа е секако од луѓе кои што беа во екипата, ама не мора да знаеш од кого е, дека Коста на терен бил уште подобар, што се вели, благодарение на тоа што реално претходно, сега дали претходно во подготовките си ги остварил контактите или ти се пријателства од многу порано, но на терен си бил исто така многу ангажиран благодарение на контактите кои што си ги имал. Веројатно, не знам, дали прв пат македонската делегација имала таков човек во својата екипа или... Не би можел да зборувам за претходните искуства, бидејќи не сум бил таму, меѓутоа повторно ќе повторам тоа што го кажав на почетокот. Ние отидовме таму подготвени, не отидовме да се шетаме, не отидовме шопинг да правиме, не отидовме да видиме знаменитости, ние отидовме таму најдобриот пласман да го постигнеме. И Тамара отиде спремна таму, јас отидев спремен и сите што беа дел од тимот отидоа таму подготвени со една цел, да работиме. Значи, тие некои работи што некои луѓе би кажале таму ода да се прошетаат, не. Тој што бил на Евровизија ќе свати дека единствено шетање ти е од салата до хотел и од хотел до салата. Тоа е единственото нешто што го гледаш. Коментиравме пред малку, пред да влеземе во студио, тоа е факт, не мора да го спориме и оспоруваме за тоа какви се коментарите секогаш кога се случува Евровизија во Македонија, кој да е кандидат, за тоа како го испраќаме со нели нема ништо да направи како и многу пати до сега и така натаму. Овдека сега во овој случај се случи нешто што вие како екипа го очекувавте, тие што веруваа во Тамара исто така го очекуваа, но секогаш има и такви кои што нели ќе хейтаат и ќе оспоруваат до крај, па ќе се случи вакво нешто, па ќе тапшаат по рамо и така натаму. Како живеевте со сите тие, да ги наречеме коментари? Па искрено, првото правило беше телефонот на Тамара и го земавме, таа немаше аксес на... Тоа сакам да прашам, колку имаше пристап до се што се пишува. Значи немаше. И тоа ни беше многу важно, бидејќи види, колку е ти да си јак и цврст и да си 20 години на естрада, кога ќе прочиташ некој како те плука, те вреѓа со најгрдни можни зборови, тоа те погодува, бидејќи секогаш си човек. Без разлика ти и во 100% да веруваш во нешто, кога некој ќе каже нешто, се појавува некој сомнеш. Ние немавме простор за сомнеш. Се разбира, јас лично ги следев и најпозитивните и најнегативните коментари, меѓутоа преовладуваа позитивните. Нас не ни смета критика, не знам, овој дел вака го испеа или не го испеа. Значи има разлика помеѓу критика и помеѓу навреди. Тоа што се навреди се всушност
фрустрации на луѓето што го постираат. Тоа и нема врска, мислам, ни со нашата работа, ни со Тамара, туку едноставно со личните Се проблеми на наоѓаш личноста. ли себе си во ситуација дека, не знам, таквите лоши коментари, колку и да, го нема телефонот во рака Тамара, дека може да дојдат до неја и дека треба да ја подготвиш како сето тоа да го... Немаше да дозволам. Или немаше... Немаше да дозволам, меѓутоа мене ме погодуваат бидејќи јам керка. И јас секогаш Тамара, мислам, и од кога имам керка, начинот на кој што гледам на жените ми се промени. И некако како татко на керка не ми беше на некои моменти убаво кога ќе прочитав, особено не знам што збориме тука е небитно у моментов, меѓутоа со тек на време сваќаш дека и ова е сове за сите, бидејќи ние живееме во сајбер ера сега, каде што секој може да каже што сака за тебе. Не е до тебе. Ако некој те критикува и те навредува, не е до тебе, верувајте ми, тука е до личноста која што тоа го постира. И кога ќе направиш таа граница, тогаш апсолутно никој не ти може ништо. Се ќе ти биде полесно. Да. Околу самиот настап, можеби сега можеби ќе погрешам, а можеби и не. Тамара беше сама на сцената. Да. Не се провртеа други луѓе, ниту пратечки, ниту музички изведувачи. Пратечките беа позади сцена. Така. Сега знам дека околу самиот настап не е дека само вашиот тим се грижал, Најмалку нашиот тим се грижал. Колку и како ја прифативте таа одлука да биде сама на сцената? Дали тоа е нешто што го посакувавте во однос на самата песна, начинот на кој што ја пее и така натаму? Прво што го направивме од кога ја завршиме песната е дали во Македонија има личност која што може да направи режија на телевизиски настап како Евровизија. И за жал кај нас нема. Ние да сакавме кај нас да најдеме некој да изрежира таков настап со 60 и кусур камери, со LED, со 50 LED скринове, не можевме да најдеме. И поради контактите на МТВ стапиме во контакт со две швеѓанки и тие всушност ја креираат целата приказна околу настапот, се разбира следејќи ги тие некои параметри кои што ги имаме ние во самиот спот. Дека сакаме реални личности, особено во инструменталниот дел, не сакаме ние манекени и личности кои што позираат. Сакаме вистински личности со вистински приказни. И многу беше интересно сите тие луѓе што ги имаат сликите, на кој емотивен начин го доживеа настапот. Цело време пишува ви благодарам, бидејќи и керка ми беше на самиот екран и јас знам кога се појави онака имаш некоја емоција, дава нека друга, сосема друга димензија на песната. Меѓутоа пак ја кажам, успехот е секој си прави тоа што е во добар. Јас сум добар во пиар, меѓутоа ја сценски настап не можам да режирам. Интересно швеѓанкиве со тек на време почнаа како викаат кога имавме, бидејќи имавме ние проблеми. Ние всушност го добивме настапот како што сакаме на самото финале. А претходно на пробите? Првата проба беше многу лоша, втората беше полоша. И токму поради швеѓанките кои беа со нас, кои се бореа лавовски за нас, на полуфиналето малце каснеа светлата, тоа гледачот не го приметува. Меѓутоа, дури на финалето настапот беше така како што требаше. Ја верувам дека кога ги немавме нив, дека немаше да го постигнеме тоа што го постигнеме, бидејќи визуелно мислам дека настапот, иако беше толку едноставен, изгледаше феноменален. Така. Што доживеа лично откако слетавте во Скопје? Сите овие денови на назад. Па ја ќе ти кажам искрено, ние не сваќавме што се случува. Навистина ние вчера повторно целиот тим се собравме и се ние како во магла. Најчесто радост, позитивни коментари, луѓе доаѓаат, проаѓаат, фала, не направивте срекни, не направивте горди. И мислам дека тоа е всушност и најголемиот подарок од ова цело искуство, дека 40 минути додека било гласањето, овдека било урлање, немало луѓе на улица, мене ми праќа невеста на свадба, како седи вака со телефонот или гласање на Евровизија. Значи, нас случајно ни фалат победнички моменти. Така е. Ова е уште еден огромен доказ за тоа. И мислам дека Евровизија е местото каде што навистина би можеле да победиме. Веруваш во тоа? Да. Апсолутно. И тоа мислам дека ако се работи на овој начин како што работивме, дека за
3-4 максимум години можеме да победиме. И сега кога би извлекле заклучок, паметно е уште сега да се подготвуваме за идната година, Да. што се вели, пошто е тоа нели голем процес. Кога некој би ти кажал во неколку цртки да го кажеш рецептот, ќе се состои од кои состојки? Прво ти треба феноменален пејач или пејачка со феноменален глас. такви? Имаме. Добро. Имаме, нека се спрема. И добар тим. Меѓутоа, тим, луѓе кои што размислуваат тимски. Бидејќи ние имаме одлични професионалци кај нас. Меѓутоа, вистинскиот талент и вистинската човечност на личност се гледа кога егото ќе си го стави на страна и тамо не сум ја најдобриот пиар, не сум ја најдобриот фризер, не сум најдобриот дизајнер, не. Ја тука сум во служба на телевизијата, во служба на артистот и многу поважно во служба на земјата, бидејќи ние сите таму бевме амбасадори на оваа држава. И тоа чувство дека тоа што ти го работиш имаше таков ефект е феноменален. И совест за се во животот е, самите не можеме ние ништо да постигнеме. Јас сам као Коста Петров не можам ништо да постигнам, исто и ти. Меѓутоа кога ја, ти и уште 10 луѓе се сплотиме, тогаш може да направиме чуда. Так. А какви домаќини беа генерално израелците? Одлични. Значи израелците се као нас. Они имаат таа јужњачка крв, јужњачки менталитет. Особено поради тоа што неколку недели пред Евровизија имаше напади, некои минорни конфликти и така натаму и цело време се грижеа дали ви е добро, дали ви е добро, онако еден момент викаш не ме прашува, значи топ ние, не се секирајте. Да, постоја и такви најави од ризик за евентуални напади и така натаму. Тоа вака доаѓаше до вас и известуваше. Пиле можеше да прелета за време на двете полуфиналиња и финалиња, значи имаше обезбедување, меѓутоа тоа не беше да се почувствуваш ти да не можам да излезам, да. Види и реално историски гледано таа земја има континуирано тие проблеми. Сега тоа медиумите повеќе го покрива, бидејќи нели беше и самата Евровизија тога се случуваше, меѓутоа тоа за жал не е ништо ново што се случува во Израел. Дали сега кога зборуваме за тимски дух и за тоа кој резултат, со каков резултат се вративте и така натаму, може да се направи можеби некаква споредба во однос на тоа каков беше тимот на победникот? Дали воопшто имавте представа кој работи со него, како работат, во што биле повешти? Па не знам, бидејќи ние бевме тимот на победник. Така е. Не види, сега... Реално на победникот од жирито, вие сте тимот. Сега за кој победник зборуваат? Да. Не, сите сме различни. И артистот што победи е на свој начин ја пее песната, имаше многу добар старт, бидејќи тој беше 3 месеци на кладилници број 1. Ние на кладилници бевме 24-то место. Да, можеби поголем притисок имаше тој како артист, бидејќи кога сите очекува дека ќе победиш, маци притисокот е поголем отколку притисокот што ние го имавме. Дали заслужи да победи? Да, мислам дека заслужи да победи. И апсолутно победата и си обработија и најлесна песна беше за памтење. Ние на проби кога идевме, се памтеше тој делот. Сега да не пеам овдека, не е баш убаво за гледачите. Непријателски песни. Да. Не пријателски песни, меѓутоа имаш чувство, знаеш, во такви ситуации одма имаш чувство кој може да победи. И кој сака да победи. И кој е најголемото изненадување. Таму првите неколку денови не гледа као Као ништо нема да направат, да. И кога влеговме во полуфиналето, знам дека се вративме во собата за делегација и еден аплаус огромен. И тоа е всушност најубаво чувство. Бидејќи никој не очекуваше дека ние ќе постигнеме. И некој ќе каже да, 7 место не е многу. До прво место се стига чекор по чекор. Сега ќе бидеме 7. Следна година ќе бидеме 5, па ќе стигнеме до прво. Работата дека сега ќе се фокусираат на нас како земја која што може нешто да направи. А претходно и сите реакции вие да ги погледневте за песната на Тамара беше топ песна, ама сигурно ќе го зезнат сценскиот настап, секогаш ги зезнуваат сценските настапи.
И ние кога го направиме тоа што направиме, ги изненадивме всушност. Сите ги изненадивте и ги оставивте без текста. Го спомена ова 24-то место на кледилниците, кое што медиумите сакаат да ги лиферуваат информациите, како се типува и така натаму. Дали не знам, може би таквите информации представува дополнително оптеретување во целата атмосфера или Па види, не ги сапевте? Ги есапи се разбира, бидејќи кога си во топ 5 например на кладилници и пред самиот настап коментаторот вика оваа песна е во топ 5. Так. И психолошки ти повеќе се фокусираш на песната, пошто се викаш за милиони луѓе е топ 5. И се разбира дека таа песна ќе има многу поголем фокус од некоја песна што е 24. Меѓутоа, 24-то место. Меѓутоа, Евровизија е полна со изненадување. Дали во тој контекст тебе ти е расчистена дилемата за тоа не може да победиме, односно победува песната која што има голема диаспора, која што гласа и така натаму, а не победува песната? Не. Холандија кокава диаспора има. Сите си со Холандија. Да, не сакам да кажам и кај нас вела диаспората не гласаше. Гласаше. Ние немаме голема диаспора. А гласовите се претворуваат потоа со формула во поен. Иначе треба да гласаат 40-50 илјади македонци во некоја земја за тоа да се трансформира во поен. И да гласаат, ако чекаме само од македонци да дадат свој глас. Меѓутоа, ако погледнете на Србија, ако погледнете Израел, ќе видите дека Бугарија континуирана работа неколку години, бидејќи тие треба и самите челници на ЕБУ треба да видат дека оваа земја има професионален кадар, има професионални луѓе, година во година стануваат се подобри и реално ако победат би можеле да бидат добри организатори на Евровизија. Може би тоа треба да се спрашаме дали ние ако победевме ќе го имаме капацитетот да организираме Евровизија или ова ни е супер шанса да почнеме да се билдаме и да се градиме и кога ќе дојде тој момент да бидеме 100% подготвени. Стратегија, па макар и бизнис стратегија била за да за некоја година тоа навистина ни успее. Добро, ако сега го имаме рецептот за успех, самиот кажа ова е народ кој што сака да се радува. Ние така се радувавме, а не бевме ни први ниту во ракомет, ниту во кошарка, па од тоа правевме големи спектакли затоа што уживавме во тоа, не е затоа што нели така морало да биде, напротив, буквално беа во прашање чувства како што беа и сега за Тамара. Тоа што ќе речам повторно го очекуваме ако го имаме рецептот е дека идната година треба да бидеме уште подобри. Свесни сме дека ако бидеме полоши, народот тоа ќе го дочека на нож и ќе тече крв на сите страни, но што е тука е силните за тастатури ќе останат силни за тастатури, оние кои што знаат што да работат, односно како да работат, тоа ќе го работат најдобро што знаат. Па да, ја велам, ако знаеш подобро, иди и следната година и постигни успех, што не го постигнал. Петров, ти благодарам за ова гостување. Ми беше интересно да слушнам како сте функционирале и кој беше рецептот. Ќе имаме уште многу прилики да се гледаме. Евровизиската приказна, мислам дека не завршува тука. Не, нашата евровизиска приказна почнува сега. Да. Ти благодарам уште еднаш. Фала и на тебе. Вам почитувани ви велам останете на фреквенцијата на 1 ТВ, следува Централниот дневник.